Почитувани, поминаа повеќе од 3 месеци откако Собранието на Република Македонија започна да работи, а се уште се соочуваме со неговата нефункционалност во повеќе сегменти. Партиската коалиција помеѓу СДСМ, БЕСА и ДУИ, поради нивната неусогласеност, се уште го оставаат Собранието без состави на клучни органи во неговото функционирање. Собранието на Република Македонија се уште нема избрано подпредседатели на председателот на Собранието, кои би биле замена доколку господинот Талат Джафери не е во можност да присуствува на собраниска седница. Исто така, од изборот на подпредседатели зависи и формирањето на буџетскиот совет на Собранието, кој што е клучен за финансиското работење на законодавниот дом. Не е формиран ниту Националниот совет за европски интеграции, кој што е пандан на Комисијата за европски прашања и кој што е потребно итно да биде формиран, посебно во периодот кога Македонија чека почеток на преговорите со Европската Унија, како и делегацијата на Мешовитиот парламентарен комитет помеѓу Македонија и Европската Унија. Не се формирани ниту билатералните групи за соработка со 50 парламенти во Европа и светот, преку кои што пратениците остваруваат комуникација и соработка со амбасадори и парламенти. 3 месеци веќе нема состав на ниту една делегација на Парламентарното собрание на Советот на Европа, делегација на Парламентарното собрание на ОПСЕ, не функционира ниту делегацијата на Парламентарното собрание на НАТО, делегацијата на Парламентарното собрание на Медитеранот, потоа делегацијата на парламентарната димензија на Централно-европската иницијатива, како и делегацијата на Интерпарламентарната унија и делегацијата на Парламентарното собрание за соработка со Југоисточна Европа. Без овие делегации, билатерални групи и национални совети, Собранието на Република Македонија не им го обезбедува правото на пратениците да остваруваат меѓународни контакти и соработки со земјите од Европа и остатокот од парламентите во светот. Со коалицијското несогласување помеѓу СДСМ, БЕСА и ДУИ, власта ја кочи редовната работа и процесите во Собранието. И преку ова, Зоран Заев, Бујар Османи и Никола Димитров не даваат можност пратениците да ги остваруваат своите права и обврски кои им произлегуваат од мандатот даден од граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам. Ние го кажавме нашиот став, меѓутоа тоа не мени ништо во изборот на председатели. Одлука има, одлуката е донесена за 5 подпредседатели, колку подпредседатели ќе се стават зависи од владеачкото мнозинство, затоа што ВМРО-ДПМН веќе го кажа својот став. Меѓутоа сме на став дека треба да има подпредседател, од причина што може да дојдеме во ситуација, било каква, председателот на Собранието да не е во можност да ја води седницата и ќе остане Собранието без деловничка и уставна можност да некој води седници на Собранието. Нека изберат еден подпредседател за да има резервна ситуација во случај на било што да се случи. Имавме реакција и за тоа на пленарна седница. Јас побарав да има можност да се направат протоколи како би можело да се следат делегациите и комисиите. Се зема овратска од страна на председателот на Собранието дека ќе пробат да се направат одредени напори. Не би сакал сега да бидам во одбрана на председателот на Собранието, меѓутоа техничките услови кои што ги има се тие кои што се, затоа препорачувам и барам заедно со вас да има можност да се следат транспарентно сите седници на комисиите и пленарните седници од самото собрание, како би можело изворно од прва рака да пренесете сето оно што се дискутира.
Мислам дека протоколите за безбедност и за работа во собранието се почитуваат на највисоко ниво, контакти помеѓу пратениците има минимално, никакви контакти со другите пратенички групи и сметам дека ова што ни се случува, значи во наредниот период ќе го имаме повторно, да ги почитуваме мерките и контактите и да не дозволиме да влезе пандемијата и во собраниската сала, затоа што навистина и државата ќе има проблеми. До сега немам пријавено некои симптоми или нешто слично од страна на пратениците од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Од информациите и разговорите кои што ги имам со пратениците, немале контакти со самата пратеничка, а дистанцата и носењето на заштитната опрема ја почитуваат сите пратеници. Доколку сметат собранието дека треба да се направат тестови, не е на одмет, затоа што навистина може да дојде до некоја ситуација, меѓутоа повторно сметам дека сите мерки и протоколи се почитуваат на максимално ниво, свесни се пратениците за сето тоа што може да се случи тука и сметам дека во моментот собранието може да продолжи да работи. Има през денеска, ќе го кажеме ставот, истото го зборувавме и на самата седница, значи да не се повторувам, ќе можете да ја видите информацијата од пресот тематски за ребалансот. Благодарам.